Народната изрека сиромавиот секогаш плаќа поскапо буквално е реалност во земјава во ера на висока инфлација. Трошоците за живот кај најсиромашните граѓани пораснале многу повеќе одошто кај најбогатите, кај кои што личната инфлација е дури и под националниот просек. Во првите 9 месеци годинава, трошоците за живот на граѓаните им биле за 11,5% поголеми отколку истиот период лани. Меѓутоа, инфлацијата не сите ги погодила подеднако. Имајќи предвид дека најсиромашните граѓани, дури 85% од семејниот буџет го трошат на храна, каде што цените всушност најмногу пораснаа, произлегува дека нивната инфлација во истиот период била за 3% поени повисока отколку просекот во државата. Од друга страна, најбогатите дури и помалку го почувствувале поскапувањето на сопствениот џеб, бидејќи нивните трошоци за живот, според потрошувачката, пораснале 9,5%. Тоа значи дека разликата во зголемувањето на трошоците за живот меѓу најсиромашните и најбогатите граѓани е цели 5% поени. Ваквиот дисбаланс уште од лани довел до продлабочување на јазот меѓу најсиромашните и најбогатите, па така Джини коефициентот минатата година пораснал од 31,4 на 34,5, а поголемиот ценовен удар кај најранливите категории дополнително втурнал цела армија граѓани во сиромаштија. Се проценува дека кризата со повисоките цени, посебно ланската година 2022 кога цените го достигнаа својот пик, проценката е дека таа криза втурнала во сиромаштија дополнителни 33.000 лица, од кои 1/3 или околу 10.000 биле деца. Сепак да нагласам дека ова е така наречената апсолутна сиромаштија, кога гледаме дали едно лице или домакинство е во сиромаштија според одредена фиксна линија, додека она што го публикува Државниот завод за статистика е во однос на релативна линија, тоа е медијалниот доход кој што веројатно во тековната криза и самиот тој претрпел промена. И таа бројка останува да ја видиме, се уште таа не е публикувана и за 2021 година, во очекување сме на таа бројка. А кога пазарот создава големи разлики, државата како коректор има задача истите да ги ублажува, но тоа подразбира таргетирани мерки насочени кон оние кои што се најзагрозени од кризата. Наспроти тоа, поголем дел од антикризните мерки на владата се линеарни, од кои бенефит имаат подеднакво и најсиромашните и најбогатите. Така е, мерките во најголем дел беа линеарни, односно да кажам оние мерки кои што беа на страната на цените скоро ексклузивно беа линеарни, односно кога купувате производ кој што е со замрзната цена или замрзната маржа, таа цена е иста без разлика вие во која доходовна група припаѓате. Еден мал сегмент од мерките кои што ги нарекуваме доходовни беа таргетирани кон посиромашните домакинства, меѓутоа во обем тие беа драстично помали. Сега исто тоа истражување кое што го спомнав прави и таква проценка и наодот е дека мерките гледано во целина придонесле да се заштити животниот стандард на населението во распон од 40 до 70%. Значи, товарот од кризата врз домакинствата ќе бил во оваа мера поголем доколку мерките не би постоеле. Значи, не треба да има дилема дека мерките извршиле позитивен ефект и за тоа беа воведени, меѓутоа клучното прашање е она што вие го идентификувавте во вашето прашање, дали тие можеле да бидат повеќе насочени со цел да им се помогне на оние што имаат реална потреба, тоа се пониско доходовните домакинства, затоа што крајната цел е ние да го штитиме фискалниот простор, да не заборавиме дека мерките значат трошење на буџетските пари, кои што доколку не се случило или ќе сме завршеле со посилна фискална консолидација, понизок буџетски дефицит или ќе биле слободни за други попродуктивни, да кажам, намети. Годинава инфлацијата очигледно забавува, меѓутоа инфлацијските очекувања кај граѓаните не стивнуваат, а според последните проценки, притисоците сега се домашни, а не увезени. Солидно е забавувањето на инфлацијата, дури и базичната инфлација која ги исклучува компонентите на храна и енергија, сега има сличен раст како и базичната инфлација во еврозоната, што е еден добар показател. Меѓутоа, во целиот овој контекст битно е однесувањето на економските политики што ги спомнавте, затоа што она што се забележува е дека инфлацијските очекувања меѓу граѓаните се уште се подигнати.
и во најголем дел моментално инфлацијските очекувања произлегуваат од она што граѓаните го гледа летото, а тоа е еден, би рекол, повеќе вештачки раст на цените, кој што беше во голема мера движен од однесувањата на одредени чинители во синџирот на добавување. Тука ги вклучувам и производителите и трговците, но со посебен нагласок на трговците. И тоа, освен што креира инфлацијски очекувања, секако ја наведе и владата да размислува за мерки кои што сега ги имаме во сила. Значи, важно е во поглед на тие мерки, конкретно мерката за замрзнување на цените, да обстојат. Значи, не неопходно на долг рок, меѓутоа додека е потребно за да се смири таквото однесување од овие чинители кои што ги спомнав, и мислам дека е критично клучно да не се објавува кога таа мерка би престанала да постои, би престанала да функционира, односно тоа да го направи владата која ќе процени дека дошло времето, повторно со цел да се менаџираат инфлацијските очекувања, односно да се придонесе кон нивно смирување. Втор момент е секако останатото дејствување на владата на страната на фискалната политика. Значи, клучно е внимателно да се ракува со трошењето, посебно со трошењата во делот на платите, бидејќи гледаме дека инфлацијските очекувања генерираат и барања за раст на платите од различни сегменти, кои што се легитимни додека се во рамки на заштита на животниот стандард, меѓутоа се што излегува надвор од тоа, само ќе придонесе за одржување на инфлацијските очекувања на среден рок. Перспективно, засега се чини дека ситуацијата во економијата е под контрола, но ризиците се уште постојат, особено откако избувна ново воено жариште на Блискиот Исток. Така е, неизвестноста, како што реков, е на сцена се уште, затоа што да не заборавиме сега како да излезе малку од фокусот конфликтот во Украина, меѓутоа тој се уште трае, а излезе од фокусот затоа што имаме ново жариште на Блискиот Исток, кое што значи судирот помеѓу Израел и Хамас, кој што е вака гледано можеби од полокален карактер, меѓутоа со потенцијал исто така да има глобални импликации, затоа што може да се прошири, може тука поинакво однесување да манифестира Иран, може да поттикне терористички напади на други места и така натаму, и сето тоа да се одрази врз глобалните пазари, посебно пак на пазарите на енергенти, бидејќи Иран е важен играч кај тие пазари на енергенти. Во моментов, значи, постојат ризиците, нема нивна материализација во оваа насока, меѓутоа носителите на политиките генерално и во Македонија треба да го држат погледот кон можноста оваа состојба да ескалира и да има импликации кои што ќе бидат важни за нас.